Беше и на филмски фестивал во Токио. Мене беше фасцинантно. Секој момент ми се чини дека го пие во Токио. Начинот на кој што они гледаат филм е просто фасцинантно за мене. Јас имам силна љубов за мојата професија. Имам непресушена креативност која што константно ми доаѓа затоа што го сакам тоа што го работам. Не ми е замарање, дури ме жалеле во смисла на леле, добро, не застана 5 минути, не луѓе, ја за ова како живеам. Филмот Лина и Владимир го снима пред Сенки над Балканот. Белогрдлич им побарал сугестија за млада глумица која што може да го одигра тој лик. Ме предложиле мене. Застигнам до некаков кастинг или нешто, сум поминала 20 и сум била одбиена. И меѓутоа стварно е многу важно да не се откажуваш. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и like. Сара Климовска, што го врти светот? За жал мислам дека го врти капитализмот, односно парите, политичките елити и еве мала надеж, мислам дека и емпатија. Јас се надевам дека емпатијата тука нека да игра или ако ништо друго ќе почне да игра во иднина поголема улога. И сега ќе ти поставам кратки прашања и те молам за кратки одговори. Ајде, спремна. Серија или филм? Филм, секогаш. Добро. Токио или Берлин? Град Токио, фестивал Берлин. И кафе или чај? Мача. Да, тоа е сега хит. Хит е, да, ептен сум хипстер станата тоа, само што зборев баш пред 15 минути, дека мача ми е онака the first thing in the morning. Така да, ета. Се повеќе луѓе ги слушам дека почнуваат да испробуваат вакви новини на пијалоци, тоа ми е супер добро, дека значи мачата го врти светот, да. Што дојде и до кај нас. Сега и секакви нови кули хип работи. Сега ти правиш стварно многу филмови серии за, да кажеме, некој просек на македонски актер, ако се земе. Веќе светот слуша за тебе. Беше и на серии, не само кај нас, значи тука публиката те знае од Петко, понатаму публиката те знае балканската публика од Сенките над Балканот, меѓутоа си снимала и американски филмови и серија на Netflix, која што ќе оди, ама не смееш многу да зборуваш, така нешто најдо. Ајде малце, што се случува сега? Вака, во моментов... Вака, најново нешто што што неодамна ми се случи, односно на почеток на ова година, кое што не е врзано со филм или серија, е врзано со театар, односно се вработив во новиот ансамбл на драмски театар и тоа е навистина фалаве. И тоа е навистина нешто возбудливо, мислам работев јас и претходно театар, меѓутоа сега како да кажам го сваќам како од кога ќе те вработат, го сваќам можеби некогаш како приоритет. И ми е важно, бидејќи некако у театар се создава театарската култура во нашата земја. Во однос на филм и серија, затоа почнав со театар, бидејќи оваа година направив една мала пауза од камера, повеќе како глумица, меѓутоа влегов во води на режија, што значи дека што значи дека има две големи возбудливи работи кај мене. Некако е 2024 ми беше година на новитети. Го режирав првиот краток филм, кој што се вика Нова енергија, во август. Сега во моментов сме при крај на монтажа. Корежисер е Радован Петровиќ, продуцент на филмот Јорданчо Петковски и директор на фотографија Бојана Андрич, која што е една од моите наомилени дипиња во целиот Балкан. Така што ќе кажам дека во моментов некако ми се менуваат можеби и приоритетите, односно ме занима глума, меѓутоа ме занима повеќе глума можеби во театар, ме занима режија, ме занима повеќе режија на филм. И сценарија пишуваше и тоа доби награда за сценаријата, ако сум во право. Не награда, него... Или представување. Така, тоа е сценарио за друг филм кој што го развивам веќе 2 години. За жал, поради поништувањето на конкурсот за Министерство за култура си уште не бевме поддржани, не сме во можност да го снимаме тој филм, меѓутоа влезе во една од најдобрите програми за развој на сценарио и питчинг, European Short Pitch.
Навистина е престижен фестивал, престижна програма и мислам се случуваат многу успешни кратки филмови после таа програма. Меѓутоа тоа ќе си почека еден период. Се надевам ако се подобрат условите и ситуациите во нашата земја во поглед на филм, така веројатно ќе се отвори и поголема можност за спроведувањето на тој втор филм. А за сега, овој филм беше направен на база на ентузијазам на екипата, имавме неколку спонзори, Спортлаб, Тиквеш и Монозира, не смееме тие да ги збориме. Не смеете. Смееме, добро. Кој што навистина ни помогна некако малце финансиски да го поддржиме тој филм. И другото се е на база на ентузијазам на екипа. И тоа верувај ми дека секогаш има некоја многу уникатна енергија која што се прават работите на база на ентузијазам. Ако обично парите го вртат светот, која ентузијастички се работи, љубовта кон работите што ги правиме, го вртат тој проект. Веќе си работела надвор од државата, и тоа многу. Може ли да направиме, например, некоја паралела? Како се снима кај нас, затоа што си работела серија за деца кај нас и серија во Србија. Има ли некоја разлика во однос на тоа што значи вложувањето во серијата, промоцијата и така натаму? Да, голема разликата во самиот формат на сериите, пошто 5 плюс фамилија е серија која што е студиска. И тоа е многу поедноставно за снимање, бидејќи цел време сме на едно место, има 3 камери, се снима од една страна и се работи многу побрзо. Од друга страна имало и други серии, нешто кратко сум била на фамилија Марковски, што беше доволно за да доживам како се снима серија кај нас. И многу зависи која серија се снима и во Србија. Дали се работи, не знам, и Мочваре ја снимав, и како се вика Сенке над Балканот. Можам само да кажам дека нашата екипа, не ја менувам со ништо, дека ние имаме стварно многу квалитетна екипа. Во Србија можеби имаат многу ноу-хау, не знам на македонски како да се приведе тоа. Знаење, да, оствари, ноу-хау, знаење и имаат пракса. Меѓутоа, од друга страна, ми се чини од тоа што се снима толку многу, нема таа страст и потреба за да се направи нешто добро, него е доаѓам, работа, се враќам дома и тоа е тоа и продолжувам како Сара, не продолжувам како ликот што го играв. Така што си има pros and cons, меѓутоа, да не се завркаваме. Онако што се случува во Србија ни приближно не може Македонија да го дофати. Продукцијата, работата, колку се ангажирани, колку одат напред и за секој проблем има решение. Нема уште еден проблем. Кај нас тука има уште еден проблем. Да. Тоа е толку лош начин на размислување во однос на решенијата што се нудат. Се согласувам. Да. И тоа се препознава кај нас, значи во првата администрација кога ќе влезеш и кога ќе побараш било каков документ до онака најврвните институции. Така што тоа е, да речеме, тие пречки ги има и во самото снимање на серија. Меѓутоа пак ќе кажам, екипата која што за жал се надевам дека, за жал во моментов не снима во Македонија, него распрскана насекаде. Дека еден ден која би се вратила филмската индустрија во нашата земја, дека ќе се врати таа екипа, затоа што ако го изгубиме тоа, онда не знам што ќе правиме. Стварно. Ќе направиме нова екипа, ама мислам дека ќе се врати, затоа што ми се свига твојот позитивизам, пошто цело време се онака. Да, бидам чисто контратеза. Мислам дека би се вратиле, затоа што искрено со кој да сум зборувала кој што работел нешто на филм, не само со актери, дали се тоа режисери, сценаристи, продуценти, тоа е огромна една машинерија, сите го кажуваат истото, да, работиме низ светот, меѓутоа во првиот момент кога ќе можеме ние да работиме заедно меѓу себе, да се споиме некако со сето тоа знаење, дека би работеле и во Македонија. И има многу примери каде што дури некогаш прават компромис и со цената во однос на тоа што значи на светски пазар да глумиш и или да реализираш нешто за да создадат нешто македонско, така што мислам дека има чувство за повисока вредност кај таа фела, барем
од оние што јас ги познавам, може добри луѓе познавам, ама генерално верувам дека ќе се вратат. Не е случаен мојот оптимизам. Ако продолжи ова, нема како, затоа викам. Не, мислам, Не. да, се согласувам дека секогаш имаме однос кон наша креирање на наша уметност и тоа е многу важно. Мислам, пошто за мене лично како глумица не постои најдобро е кога играм на мојот мајчин јазик. Да, Едноставно и најдобро го чувствувам и тоа е мое и нештата кои што се ствараат филмовите, се ствараат во мој контекст и моја култура е која што ми е блиска и тоа е тоа. Не може да се замени со ништо друго. Ќе се вратам нова затоа што искрено мислам дека има пазар за играње на македонски јазик за прв пат во историјата. Значи порано немало пазар затоа што треба некоја си телевизија во Америка да купи македонска серија, шансите се скоро па никакви. Но сега со огромната потреба од контент каде што ние гледаме и на корејски, ако е добро, гледаме и на не знам, холандски, дански јазици кои што апсолутно јас не ги разбирам, ама ако е добра серијата ќе ја гледам, мислам дека веќе се јавува еден пазар кој што порано го немало за баш да се игра на македонски, па нештото или да се преведе или да се гледа со subtitles, некако се навикна публиката дека не мора да е тоа англиски или нивниот мајчин јазик. И мислам дека има тука и пазар за разлика од она што порано било единствено државна поддршка, иако државната поддршка е клучна за градење на културата и јас тоа го мислам. Сега ти си била Rising Star во Берлин. Тоа значи дека млади актери ги одбираат како потенцијални идни звезди на фестивалот, филмскиот фестивал во Берлин, но исто така се представивте со македонски филм и во Токио, значи беше и на филмски фестивал во Токио. Овие се на вистина различни култури, барем во мојата глава, како изгледаше тоа во однос на црвен тепих во Берлин и во Токио. Добро, Берлин е поише Европа, мислам некако е поблизок до нас. Не некако, него дефинитивно е поблиско до нас, за разлика од тоа што се случуваше во Токио. Мене беше фасцинантно. Секој момент ми се чини дека го пие во Токио. Дури начинот на кој што они гледаат филм е просто фасцинантно за мене. Нема ниту една реакција, бидејќи е дел од нивната култура да се биде апсолутно silent за време на гледање на филм во кино, во лифт, во автобус, значи цело време онака пошто нели нивното чувство за индивидуалност е многу важно и за интима. Како ја на вчерашни. Да, се дешава. на пример, да. Комплетно. Така да не знаеш дали им се свиѓа, не им се свиѓа. Бидејќи онака е stone face, а кога завршивме со самата проекција, не чека милион онака луѓе за потписи, за сликање, со испечатени фотографии наши со за автограми и така натаму, така што не е многу јасно дали им се допаѓа или не. Сега по автограмите валјда се гледа. Меѓутоа беа многу благодарни што бевме таму и мислам јас си поминав супер и ми беше, мислам, прв пат и бев во Азија во некој таков свет. Така што мене беше секој момент фасцинантен. Берлин е Европа, Берлин е познат како поалтернативен критички фестивал, дури за програмата која што се селектира генерално таму е секогаш нели мора да има некоја експериментална форма и така натаму. И оно што ми се допаѓа таму е дека нема многу фама како Кан. Него е се некако по лабаво, по алтернативно, не се прави од ништо баук. Меѓутоа тој фестивал огромен, нема дел од Берлин каде што нешто не се случува за време на тој фестивал. И она што е најфасцинантно е дека културата за гледање филм во Берлин не се споредува со ниеден фестивал на светот, не се споредува ни со Кан, не се споредува ни со Оскар, со Санденс да се каже. Таму се препродаваат карти, се тепаат карти се тепаат луѓе за карта плюс.
Буквално има луѓе кои што купиле претходно карти па ги продаваат за 10 пати поскапо и ги купуваат само за може да го гледаат филмот за премиера. Се разбира, бидејќи таму и не постои она дека ќе спуштиме филмот на торент. Пошто е онака страшно казливо во Германија, онака ќе ти дојде полиција за 2 дена и ќе ти пише казна. Дури у затвор се иде за такви работи. За симнување на филмот. За симнување и за илегално симнување на филмови. Селете се пак во Германија, па... Имам една случка што сакам да раскажам за ова. Имав кастинг за еден германски филм, стигнав до краен круг. Добро, не ја добив улогата, не е важно. Меѓутоа се разбира дека истражив се за режисерот пред да имаме состанок. И ги спуштив сите негови филмови илегално онлайн за да ги гледам, за да знам, нели, со кого да разговарам. И во текот на разговорот му кажав дека сум го гледала филмот Between the Aisle. И он каже, супер, дали беше на некој фестивал, као таму, не можам да се сетам. Викам, no, I just downloaded it. Мислам дека тоа беше најлошото нешто што можев да го кажам, бидејќи онма само се возбили. Нака германски, он ми кажа, you could have said that, I would have sent it to you. И не знам дека дали заради тоа не ја добив улогата. Може би. Ама тоа беше некој клеш. Немаш некои високи морални вредности. Да. Добро, немаме ние пристап до филм, не. Така да. Немаме ни пристап, ниту кај нас општо тоа не е нешто страшно, туку е нешто што е толку нормално. Да. Нели нормализирано и мислам дека некако општество веројатно имаат малку поразлично гледање на тоа, посебно во Берлин, каде што е, да кажеме, баш културата некако движечка. Поголема свест за тоа се разбира, ама и поише пари за да го платат тоа. Секако. Така да може да си дозволиме ние симнуваме филмови. Да, зашто морате да гледате многу. Ако ние балканци симнеме филмови. Да, мислам дека нема. Ама добро, може си изгубила улога за тоа. Може ќе дознаеш на некој иден кастинг за истиот режисер, може нема ни да влезеш. Генерално. Не се знае. Ама генерално, кај кастинзите секогаш ми било интересно кога ги слушам приказните од кастинг, затоа што има дури од некои актери да се види како ја добија улогата, не знам, дури Селена Гомес ја имаше за Дизни. Јас си мислев како гледаат интересни луѓе, деца што настапуваат па ги бираат, ама не, секаде има кастинг, особено за посериозни филмови, серии и така натаму. Како изгледа тој процес на кастинг на актер, како се подготвуваш за кастинг и нели рече, добра, не ја добив, тоа е тоа, како се соочуваш со тој момент, затоа што многу од нас сме некако се плашиме од одбивање како луѓе. И особено во Македонија не учат дека страшно ако бидеш одбиен, а во основа на секоја успешна кариера е да бидеш свесен дека некогаш ќе те одбијат и тоа е тоа. Не, никогаш, најчесто. Мислам, не, стварно најчесто како актер. Од почеток е потешко се вари тоа, но после тоа се навикнуваш. Односно не очекуваш. Го снимаш кастингот, го праќаш, пошто обично сега веќе све стана онлайн после короната, дури и македонски кастинзи онлайн се прават. И толку, и забораваш дека си го направил тоа. Се разбира надежта последна умира, меѓутоа никогаш ќе умре и ќе си го прифатиш тоа и одиш дале. Дури јас, да речеме, со тоа што нели сум снимала доста и во Македонија и надвор од Македонија, застигнам до некаков кастинг или нешто, сум поминала, не знам, 20 и сум била одбиена. Само многу е важно, стварно, мислам, не сакам сега да звучам холивудски оптимистички, меѓутоа стварно е многу важно да не се откажуваш. И стварно е многу важно да константно работиш на тоа и меѓу другото, ми се чини дека сите тие кастинзи кои што сум ги направила, ме направиле подобар глумец, односно ми дале самодоверба, ми дале практис, така? Да, пракса. Пракса, ми дале пракса за тоа како да ги направам се подобро и подобро и како да бидам поопуштена во тоа, пошто имаш некогаш фидбек да ти кажат
те одбивме, например, особено ако дојдеш некаде до некоја последен круг, да кажеме, те одбивме заради тоа и тоа, за да знаеш можеби за следниот пат или не се даваат. Затоа што на питчинг за бизнис знам дека некогаш даваат и фидбек. Тоа подобри го ова и така натаму. Да речеме, ако пратиш сценарио за филм апликација, па онди те одбијат и ти кажат кои елементи, да речеме, може да се поработат и кои не се јасни и така натаму. Меѓутоа, кога се работи за глума, нема релевантна, не сум, знаеш како, еве и како режисер сега ќе зборам, да има две глумици кои што на крај ќе отидам со интуиција, нема да бидам сигурна. Да. Мислам, многу често не е врзано со талентот, многу често е врзано со тоа колку те гледаат како дел од таа улога. Колку си ти или колку не си ти. Мислам, дали се вклопуваш во филмот? Дали? Не во филмот, дали дали таа улога е за тебе и дали режисерот те гледа во таа улога. Толку е едноставно. И дали верува во тебе дека можеш да износиш улогата. Бидејќи се случувало нели режисери да погрешат во однос на кастинг, ќе дојде на кастинг, ќе види нешто прекрасно и кога ќе почне да работи со глумецот сваќа дека не се на истабранова должина. Па се случуваат и замени за време на филм. Мислам, многу е материјата е жива, се случува во моментот. Па сигурно и субјективно е. И апсолутно е субјективно. Да. И тоа е добро, затоа што кога ќе те одбијат, знаеш дека некогаш може и да не е до тебе, буквално може да е нешто сосема друго, така да продолжуваш понатаму. Ама никогаш и знам дека е до мене. Добре. Да, стварно. Бев лоша. Да, ама стварно може да бидам подобра и тоа е тоа. Не, ама и тоа е точно. Мислам, имам кастинзи кои што имам прилична самодоверба дека ова стварно многу добро го направив. А имам кастинзи кои што викам, ова, значи стварно нема шанси да ми се и нема ми се јават. Ама никогаш ќе ми се јават за тоа, нема ми се јават на кастингот кој што стварно добро сум прошла. Толку е тоа откачено. Па да, можеби ти си грешка или си мислиш дека си лоша само зашто знаеш дека вчера си излегла, тоа нема врска едно со друго. Мамурна малце. Да. А може они сакаа мамурен актер за таа улога. Види, мамурен актер многу често знае да биде добар актер, затоа што малце таа социјална интелигенција за тоа колку треба да бидам презентабилно добар пред луѓето ја нема, бидејќи си мамурен и мислиш само за тоа како да ти биде боле. И да пиеш вода. Да. Пиеш вода така што си опуштен пред кадар и многу често знае да се случи да бидеш подобар него што нема бидеш мамурен. Да, ова не е добар совет. Ова не е добар совет за глумците. Да, не пите пред кастинг во секој случај. Не е добар. За младите колеги. Сега, за помладите колеги, пошто ти уште си млада, за тоа што си млада и за твојата возраст многу работиш. И ова ни беше една од клучните причини зашто те поканивме, разговаравме и идејата ни беше дека си многу иновативна во тоа како да работиш и како да се представуваш на публиката. Во дадени периоди нема филм. Ти си била и водител, и си била присутна на телевизија. Понатаму си глумела во серија за деца, не мора тоа да биде филм кој што ќе оди во Токио или на Берлински или на Кански фестивал. Си глумела во регионална продукција. Потоа може би се случило да водиш подкаст каде што имало потреба за тоа. Да, знам. За бизнис. За бизнис. И понатака... Тоа е нешто на кое што треба да се фокусирам. Бизнис малце. Сакам да кажам, многу е распространата твојата кариера, а при тоа не се откажуваш од целта дека треба да одиш на кастинзи, дека треба да патуваш низ светот, дека можеш да глумиш во серија која што ќе се продуцира и во Америка. Кажи ми малку за таа упорност и дали некогаш кога ќе се улежиш си викаш чекај, сега 2 дена ништо не правев, да побарам нешто да се случи. Да, многу често сум тоа, иако да речеме во моментот се наоѓам во еден период каде што после 5-6 години константна напорна работа си прв пат си дадов време на себе, онака да не правам ништо. Затоа што глумиш во театар, да се разбере. Не само затоа што глумам во театар, него затоа што искрено немам појма. Меѓутоа како карактер сум ултра посветена на целта.
Дури некогаш, мислам, ова во наводници ќе го кажам, повеќе како за Африканција, наци во однос на тоа. Да. Односно Запната. запната, кога ќе замислам некоја цел и ќе се случи пошто пото на некој секој можен начин да се разбира со почит кон други луѓе и така натаму. И знам колку сум посветена и не сум посветена затоа што самата се терам, него затоа што силно ме возбудува тоа што го правам. Јас имам силна љубов за мојата професија. Имам непресушена креативност која што константно ми доаѓа затоа што го сакам тоа што го работам. Не ми е замарање. Дури знам никогаш кога ќе ме прашаат, уствари некоја ќе ме жалеле во смисла на леле, добро, не застана 5 минути, не луѓе, ја за ова никако живеам. Така што затоа не би било напорно да го правам тоа. И не сум, сега веќе, затоа кажувам дека стигнав, можеби сум улежана во моментов, затоа што стигнав до период каде што можам да кажам, да, ова сакам да го работам, ова не сакам да го работам, пошто сум искусила колку што сум искусила до сега и веќе мојот пат се креира и веќе знам кои работи би донеле нешто добро за мене, кои не би донеле нешто добро за мене. Претходно бев фокусирана да се пробам на секое поле и да видам кај ќе ме бива. Мислам, просто да видам што ќе ми донесе како искуство и кај ќе, мислам, јас се сеќавам дури Информа кога го работевме, тоа беше емисија за тинеџери, за средношколци. Нешто кое што воопшто не е врзано со глума, дури се сеќавам колку ми беше колку имав трема да гледам директно во камера и да зборам текст. И дека имав една тешка блокада да го правам тоа. Не стварно како водител, меѓутоа тоа исто ми помогне да тргнам таа блокада, бидејќи тоа е пракса, нели? Да. Апсолутно. А многу е чудно веројатно за актер и многу ретко актерите, сега знаеш. Да седиш и да разговараш со камера, да нема човек таму, мислам е чудно, да. И многу ретко актери се добри водители, ама тие што ќе станат добри водители се најдобрите водители што постојат. Значи, така. Игор Џамбазов, Сашко Коцев, да не ги набројувам сите, ти беше супер во Информа, така што генерално веројатно е поради таа блокада дека ти е чудно, дека не е природно да гледаш во камерата и да си замислиш дека е човек или нешто. Така е. А мене тренинг ми правеше една спикерка од МТВ и ми вика, се мисли си таму или мало пиленце, или, например, замисли си дека е некој што го сакаш, или некој што ти е драг, ако сакаш убаво да му кажуваш, и одма така очите убаво ќе ти се насмеат и публиката ќе те сака назад. И викам, видиш убаво. Види, тоа е добар совет. Да, тоа е супер многу добар совет. Така што, да, има кај сите се јавува таа бариера прва, ама јас сакам сега малку за филмското платно. Работиш на 2 филмови со Милчо Манчевски, кој што е можеби најдобар или еден од најдобрите режисери во Македонија. Како е да се работи со него, кои беа некои предизвици, дали кога еднаш, затоа што гледаме дека се повторуваат актери во дел од неговите филмови, дали кога еднаш ќе почнеш да работиш со него, после некако му е полесно кога знае дека имате некој, да кажеме, однос во однос на работата. Да, добра соработка. Првиот пат го работевме филмот Врба и некако се најдовме со Милчо на иста бранова должина. Јас бев млада глумица, се разбира ги следев неговите го следев него, 100% му верував, нели тоа е основно во една таква соработка, меѓутоа и јас ја заработив таа доверба кај него на начинот на кој што и јас работев. И тоа е една како да кажам, врска во работа, која што кога ќе најдеш еден таков соработник на кого му веруваш и имаш слични естетски вредности, поенти и така натаму, се држиш до тоа и нели, сакаш да продолжиш да работиш така затоа што имаш екипа која што ти го држи грбот.
Такво искуство сум имала со Милчо и со Горан Столевски, кој што исто трет филм веќе работам со него. И тоа се искри на мојата кариера за која што стварно сум многу благодарна. Прво што работам со тие луѓе, што ми била мене дадена шансата да работам. А второ и што они ја создале таа доверба према мене. Да. Така што, не знам, срекна сум за тоа, не знам што да кажам. Стварно ми е... Еве, Билчо ќе работи, се надевам следната година и трет филм, така да се надевам дека и таму ќе се работуваме и дека таа соработка нема да прекине. И јас се надевам. И тоа е супер и претпоставувам дека и тоа е дел од она што ти овозможи сега да глумиш и во Германија, и во Америка, и во Франција. И сега моето прашање е покрај тоа што треба да си во филм на Милчо Манчевски или на некој истакнат меѓународно режисер, што сигурно е битно и помага, или да си во филм на некој кој што сега почнуваме толку многу добар што знаеш дека еден ден ќе биде меѓународно признат. Прашањето ми е што треба актерот да направи. Значи, колку е важно ти да си присутна секаде. Ти кажа дека на кастинг си го добила филмот во Америка кој што го работиш, односно серијата која што ќе гледаме сите на Netflix. Добро, а не смееш да откриеш што се случува. Имам подпишано non-disclosure. Да, нема да го проблематизираме тоа, ќе си дојдеш пак после тоа. Меѓутоа, што требаше ти да направиш? Што беше твојата работа? Како ја зграпчи можноста, зашто има многу актери кои што глумеле во вакви филмови, да кажеме соработувале со истите режисери, па сепак не ги гледаме толку многу надвор од државата дека успеваат. Дефинитивно мора да постојат условите да направиш нешто во својата држава пред да отидеш надвор. Мислам, веројатно постои друг пат, меѓутоа ја не сум чула за нешто такво. Мора да има шанси тука, мора да ги добиеш тие шанси, се заминува по фестивали и така натаму се ја запознав доста луѓе. Она што беше позитивното кај мене, дури како млада глумица, не се плашев од ништо, него просто идев и се упознав со сите луѓе кои што ме интересираат така натаму по фестивали. Не пропуштав шанса да присуствувам на некој фестивал ако има можности така натаму. Кај мене беше на некој начин Берлинале ми го отвори мене патот. Снимав одредени филмови, влегов на програмата Берлинале Талентс и во таа програма го запознав мојот агент Георг од Германија и од таму ми се отворија некои работи, потоа влегов во контакт со другата моја агентка која што е базирана во Лондон и Македонија, Мина, па сега склучувам договор со трета агенција, така да некако така се појавуваат работите. Една работа носи друга и така натаму, меѓутоа кај нас нема агенции така класично што работат. И нема ни потреба, неколку пати имало обид, знам дека да се направат, ама не се случува. Да направам еден период. Да? Добро, не се знае. Да. Наскоро доаѓа македонска агенција од Сара, зашто режија, сценарио и глума е малку. се зезам, тоа мене ми е супер, мене ми се допаѓа. Ама мислам дека така и треба и гледаме многу примери. Марго Роби продуцира филмови, претпоставам дека во иднина може ќе се проба и во сценарио, режија, ако веќе тоа не го направила, значи цел свет го прави тоа. Не знам, Оливија Уайлд исто тоа го направи, така што зошто да не? Баш може да биде добро, особено што ги знаеш сите страни, па понатаму ќе бидеш некако фер агент. Сега кога нема агенции кај нас, меѓутоа за во странство ти се потребни. Како им приоѓаш на агенциите? Тие те бараат тебе или пак ти знаеш со кои агенции сакаш да направиш состанок, бараш состанок, се запознаваш? Имаше пред некои 7 години ми се чини, само што завршив или 8 години, не знам, пред 2019, пошто тогаш стапив во контакт со првиот агент, отворив на страна Кастапла од месечини дека сите можни агенции кои што постојат во Европа и во Америка им пишав мејл дека сакам да ме репрезентираат. Не добив никаков одговор. Добив само од 2 агенции. Дека не сакаат? Да, дека едната агенција беше дека репрезентираат статисти, не знам, би промакнало тоа се разбира, а другата агенција дека не се заинтересирани, дека може би во иднина.
Така што поминав, сакам да кажам, низ цел тој процес на одбивање, се додека агентот не ми пристапи он, односно на Берлинале снимав едно интервју за Deutsche Welle и преку тоа интервју за Deutsche Welle уствари агентот ме најде па ја прегледа мојата кинематографска историја на IMDb и он ми пристапи. Потоа сите агенти понатаму ми пристапува, меѓутоа веќе тогаш кариерата ми тргна никако нагоре, па почнав да снимам и никако тоа е логичен тек на Те видоа на колку црвени теписи до тогаш додека да ти придат. На платно е важно да ме видат, не на црвени теписи. Па добро се. Може би. Многу луѓе биле на платно, ама генерално сигурно е важно и да те видат вака како личност. Се согласувам, меѓутоа и јас никако припаѓам на една генерација. Прво ми се чини дека јас кога студирав и кога почнав да работам, најмногу се снимаше во Македонија. Добро, тоа е важно. Тоа беше, јас влегов на факултет 2014-2015, ми се чини 14, не, порано. 2013 до 2017, се да проверив. Фала ти. И никако тоаш и доста се снимаше, па доста се работеше, па доста работев и така натаму. Доста се снимаше за да ја добиам таа шанса и исто така почнав јас да припаѓам на една генерација каде што малце светов, односно да речеме не светов, Европа се отвара и Америка. Повеќе на меѓународна соработка. Бидејќи не можам јас да земам да се споредувам исто да речеме со времето на Никола Ристановски или на Пепи Мирчевски и така натаму, затоа што они кога биле моје годиште била Југославија. Била Југославија, да, работеле на ниво на Југославија, меѓутоа било сепак малце потешко да се излезе од тој контекстот на Југославија. Што не е малце, да се разбереме. Не е малце, него сакам да кажам дека не сме биле, пошто денес ја нема Југославија. Ја нема. Да. Но ги има двете, затоа што можеш да глумиш и на регионален проект. Така е. Ние си имаме некои романтични чувства кон, да кажеме, продукцијата што доаѓа од тука. И се уште некако се разбираме, па гледаме Весенките на Балканот, речи си да немало кој не ја гледал. Да. Има многу серии кои што доаѓаат, регионални хрватски серии, не мора да се само српски, кои што луѓето тука ги гледаат, така што го имаш и тоа, ама имаш и Европа, како дополнително поле. Да, мислам, полесно е некако тука, пошто сме сличен, нели, екс-Југославија, сличен контекст, збориме, нели, српско-хрватски или српски јазик или како и да е тоа, па никако и за нас македонците е полесно таму. Во моментов ми се чини дека полесно е да влезеш на пазар во Србија него да влезеш во пазар во Македонија. Како млад затоа што повеќе се снима. Затоа што се снима. А како влезе во Сенки на Балканот? Сепак да влезеш на пазар е едно, да влезеш да имаш минимална малечка улога која што речи си да не ја гледаме во епизодата е едно, да добиеш така улога која што е баш врзана во делот на таа епизода, тие епизоди каде што беше ти, имаше цела приказна околу тебе која што беше развиена, не беше случајно таму одбрана, кај Биело Грлич, кој што важи за еден од најдобрите, ако не и најдобар режисер, барем во делот на сериите во Србија. Така е. За таа улога не бев на кастинг, него никош се случува и ова. Во филмот Лена и Владимир го снимав нешто пред Сенки над Балканот. И таму нели снимаше Перо Арсевски, Корун, Пипи Мирчевски, така натаму, кои што веќе беа дел од серијата Сенки над Балканот во Србија. И Белогрлич им побарал сугестија за млада глумица која што може да го одигра тој лик. И мислам Перо Арсовски и Петар Мирчевски ме предложиле мене. Благодарност, огромна благодарност. Тие се моите легенди, секоја што им го кажувам. Така што и никако влегов на апсолутна доверба на Пепи и Перо. Мислам сега си ги кажувам Пепи и Пери, пошто ми се блиски луѓе. Ама добро, и тоа кај режисерот веројатно значи дека ако тие со своето име застанале позади тебе, тогаш шансите дека
ќе биде добар изборот, веројатно се големи. Многу често се случува тоа, мислам, Особено во серии и во кои што има толку многу ликови, не знам колку е возможно баш за секој лик да правиш кастинг со сите македонски актери. Иако е демократски пристап, не знам колку е практичен, исплатлив и возможен, така што супер што си имала таква можност. зависи, различни режисери различно работат, меѓутоа се разбира дека некојаш некој режисер само ќе те види некаде и ќе каже аха ми треба овој лик, не ми треба ни кастинг ни ништо, него ми треба за филмот, ми се случувало и тоа. А често има и транспарентни отворени кастинзи на кои што доаѓаш и тоа што ќе направиш. Интересно беше кога зборувавме со Дина Дума, беше тука колку се признати нашите филмови и режисери во однос на тоа колку малку се снима во однос на други држави, еве и од регионот да се земе. Нашите филмови навистина се наградувани, имаме веќе 4 режисери кои што се живи, здрави, кои што се номинирани за Оскар и така натаму, што е над просекот, да кажеме, за регионов. Многу е интересно дека кога ќе ти се даде шанса да направиш нешто, тука луѓето ја земаат таа шанса многу сериозно и прават големи работи баш поради тој ентузијазам, љубов и неможноста, претпоставувам, многу да се работи тоа што се сака, па кога ќе се добие шансата, се зграбчува, така да супер е ова што го слушнав од тебе. 2 кратки филмови, па долг, така обично оди редот, да. Тоа е принципот на работа. Не, па дефинитивно мислам дека сме стварно многу талентирани. Да. И да не се фалиме. Не, ама имаме потенцијал, не се фалиме. Не пофалили и другите. Така е, не сме скромно, не сме лажно скромни во однос на тоа. Мислам, сите овие успеси кои што се случија во филм во последните години навистина го потврдуваат талентот кој што го имаме и потенцијалот. Меѓутоа, за жал, потенцијалот не може само да биде подкрепен на база на ентузијазам, него мора да биде и финансиски подкрепен. Сега малце морам да влезам критички, можеби прерано за емисијата, меѓутоа е многу важно, нешто што силно ме допира у последен период, а тоа е дека 2 години имаме страшен крах на филмската индустрија во нашата земја. И ти ми рече тоа после 5 години ќе се осети на филмот, за жал после 5 години што треба време. Апсолутно, не само ќе се осети, ќе се доживее, ќе се види, ќе се поништи после 5 години. А се осеќа сега. Мислам, бидејќи повеќето од екипата више почнала се расплинува во други земји во Балкан да работи све и свашто, пошто кај нас нема филм. Мислам, сите некако се разочарани, бидејќи и дури проектите кои што се веќе завршени не се до крај реализирани, бидејќи агенцијата не им има исплатено пари. Мислам, многу е чудно и тажно се тоа. Меѓутоа, разочарана сум и од агенцијата, меѓутоа малку можеби и од филмските работници, бидејќи не многу се збори во однос на тоа и не многу се реагира и не доволно се протестира во однос на состојбата во која што сме. И како шлак на тортата ќе кажам, овој веќе нема да идам со никаква критика. Само сега имаше некоја најава, пред некое време имаше најава дека ова ќе се промени, односно дека ќе има средства за нови македонски серии, копродукции и така натаму. Меѓутоа, надвор од тоа, веројатно потребно е уште многу да се направи, затоа што 2 години, ако не се инвестирало, многу недостаток ќе имаме. Не, едноставно нема, како кажам, нема нава за ништо. Во септемврито се поништи конкурсот на Агенција за филм. Не се отвори нов конкурс, со тоа што тоа значи дека има дупка во снимањето. Оваа година нема финансиран ниту еден филм. Тоа наредна година, наредни 2 години, значи дека нема се снима. Како шлак на тортата, вчера Министерството за култура излезе со статија дека ќе се дадат 1,5 милиони за снимање на серија, филм и документарен филм за Тоше Проевски. Мене тоа ми беше супер. Не, тоа е супер. Меѓутоа, ако се пренасочат средствата кои што требаше да се дадат за авторски филмови, бидејќи јас немам ништо против, треба да се снима филм за Тоше Проевски и тоа е супер. Меѓутоа, тоа не е авторски проект. Тоа може да биде релевантно во контекстот на Балкан.
И тоа е. Тоа нема не однесе на Оскар. Значи тоа нема да ги потврди Не викај два пати дека нема да не однесе. Не, ама самата Со тема документарец бевме минатиот пат. знам, Зависно како ќе се најде. меѓутоа со тема која што е универзално релевантна. Нели? Збориме за тема пола мене, пола тебе. Значи тоа е темата на Ханиленд, за да може да има баланс во општеството, тоа е идејата. За Тоше, иако е феноменална идејата се сними, се разбира, меѓутоа тоа е како серија и како документарец и како игран филм и вака мене не ми ветува ништо освен тоа дека ние треба да го градиме духот на македонското општество со некаква икона која што сме ја имале и тоа ќе функционира само за нашиот контекст. Јас лично мислам дека доцниме со серија и филм за Тоша, затоа што и општо генерално за секој на вистина голем човек кој што создавал и стварал тука, затоа што еве да ја погледнеме Америка, има многу такви филмови и серии. Ако го погледнеме Балканот, да кажеме Србија, ако ја погледнеме, на вистина се прават филмови и серии и за ликови кои што, например, јас лично не сум ги знаела, еве наискрено, како изведувачи, затоа што биле многу пред моето време, еве Тома Здравковиќ беше, например. Јас не сум го слушала, не е мој тип на музика, отидов филмот да го гледам и филмот беше добар. Значи можеше да се гледа, тоа е веројатно филм за поширока публика, тука најчесто влегуваат и телевизиите во копродукција, така и со овој филм што го најавија дека и МТВ ќе влезе во копродукција. Според мене тоа е многу важно да ние го создаваме, затоа што ако ги научиме луѓето да одат во кино, ќе отидат во кино и за другиот филм и малку ќе им ги отвориме видиците и ако ги научиме да гледаат македонски филмови, ќе отидат и за другите македонски филмови. Во театар имам една логика која што ја тестирав кога беше представата 12, каде што стварно брзо се продадоа картите. Рекордно би рекла, до мај се веќе распродадени, мислам дека сите билети. И ги разгледав актерите кои што се во рамки на, да кажеме, представата. Речи си секој од нив, ако не и секој, ама да бидам коректна, бидејќи има некои што се доминантно во театар и по театар познати, меѓутоа најголем дел од нив биле или на телевизија, или на популарна серија, или на популарна емисија, водители на емисија, водители на манифестација. Да. И тие луѓе на крај публиката цела ја привлекоа во театар. Таа публика нема назад. Ќе продолжи да оди во театар, затоа што ќе ужива во представата, ќе види нешто сосема различно, не е исто да се гледа нешто од дома на лаптоп или да се оди во кино и да се оди во театар, каде што ти овие актери ги гледаш во сосема друга форма. И меѓутоа магијата не може луѓето да ја научат ако не дојдат, а првиот чекор така се прави. Така што мислам дека едното не треба да го исклучи другото. И двете мора да постојат. Да, меѓутоа во овој случај го исклучува. Бидејќи се поништи конкурсот, се најави истиот буџет на средства, само што не оди преку Министерство за култура, него преку Министерство за дигитално општество. Да. Истиот буџет се пренаменува во Тоша, значи просто се поништува ова, се добива тоа. Значи иначе се согласувам. Да, комерцијалните проекти се потребни, комерцијалните проекти носат на некој начин и финансиски се поодржливи. И тоа е логиката, да речеме, еве со филм е малце поразлично, меѓутоа тоа е логиката со театар. 12, кој што се случува со МНТ, финансиски ја одржува представата за други представи, како што да не именувам, по алтернативни представи кои што не собира толкава публика, меѓутоа се важни, еднакво се важни за тој театар, така како и 12. Таму го имаат и Кец на 10, меѓутоа имаат неколку комерцијални представи. Во овој случај е малце попроблематично, бидејќи некако е заменет приоритетот. Добро, со промена на власт се случува. Да. И тука малце веројатно ние што мислиме, пошто тоа што го зборуваш си во право, да, се гради културата, меѓутоа тоа што ние ќе создаваме, тоа ќе ја гради културата. Ако ја земаме пример Србија, која што има неверојатно развиена кинематографија, што е одлично, меѓутоа од друга страна они немаат нешто многу големи успеси надвор од контекстот на Балканот. Немале, сега има пред 2 години ми се чини филм на Торонто,
последниот филм на Бела, меѓутоа тоа се изблици кои што не се ни приближно успешни како она што сме го имале ние. Немале Кан, немале Оскари, немале Санденс. Ние сега имаме на Ѓорги Мунко авторски филм кој што Така е. да, има Премиера во официјалната на селекција на Санденс, така да многу е важно како ќе ги насочиме мислите. Да, мала земја сме, немаме толкав буџет, цело време е борба, меѓутоа исто така е прашање на тоа како ние ги поставуваме вредностите за култура. Што за мене оваа одлука, да речеме, е многу проблематична. Последната. Добро. Нема да се сложиме, ама тоа е добро зашто двете мислења постојат. Така. За мене треба да ги има двете и искрено мислам дека иако е културата скапа, многу повеќе носи отколку што троши и мислам дека апсолутно треба да се издвојува повеќе од буџетот за култура. Нешто што се напушташе со години, сега го гледаме резултатот, значи апсолутно мора да постои телевизиската продукција, таа треба да дојде, нека дојде и од дигитална Министерство за дигитализација, нека дојде и од МТВ, а од друга страна имаме и Министерство за култура и туризам, значи тука некоја таква комбинација се прави, можеби ќе имаме културен туризам или филмски градови, зошто да не. Сакам да привршуваме, ама сакам да привршуваме со почетокот. Глумиш Watch Gun, тоа ти е прва улога на филм или на долгометражен филм? долгометражен филм. Исто така, Роден ден ти е меѓу првите краткометражни, така? Прв краткометражен. Добра. Значи, како на почетокот, дали веруваше дека ќе ти се случат сите овие работи кои што ти се случија после тоа за само неколку години? Значи, многу брзо од почетокот и првите филмови се случија следните сериите и сето она што нели следеше после нив. Несвесно, да бидам искрена. Јас несвесно и се запишав на факултет. Како не несвесно? Не знам па каде ме носи патот тебе на ФДУ. Не, стварно. Немам некоја онаква инспиративна приказна од дете за факултет, него несвесно си го одбрав тој факултет. Сакав да студирам нешто друго, сакав да студирам танц, тоа е врзано со сцена и несвесно си го најдов местото во кое што стварно се чувствувам најдобра и несвесно почнав да ги работам сите тие работи во смисла без да знам дека ќе ми се случи нешто такво, дека едно ќе води кон друго, друго во трето, него просто бев спремна 100% за секој предизвик кој што може да ми излезе на патот и тие предизвици всушност ме предизвикува да бидам подобра и да станувам подобра. А немав некој план кој што, не знам, рационално си го направив дека јас ќе станам сега филмска глумица во Македонија, онака. Да. И дека ќе ми се случува и тоа и дека до 30 години ќе стигнам на Оскари. Не, имам идеја дека сакам да напредувам, меѓутоа немам крајна цел затоа што мислам дека тоа би можело да ми донесе голема разочарување. Да, големото разочарување некогаш може да те успори, да те бутне и така натаму, така што може тој пристап добро, како беше, се надевам, а не очекувам. Така е. Зашто да не? Дали ти е битна пораката што филмот ја носи во себе? Секој филм, особено европските, ама и сите филмови, серии, па дури и оние детските кои што ни изгледаат најневини, нешто не учат. Некаква информација ни пренесуваат. Дали ти е тоа битно кога еве сега, после се што си снимила, кога веќе имаш некогаш и можност да бираш, дали ти е битно која порака се пренесува преку делото што го работиш? Небитно, неминовно. Мислам, си одбила некогаш затоа што едноставно јас не служам апсолутно, ако не се служувам со етичката или моралната порака на филмот, мене не ми е местото таму. Значи, нити јас ќе се чувствувам добро, нити режисерот ќе се чувствува добро со мене, нито екипата. Секогаш мислам дека е важно филмот на некој начин да биде медиум, односно да не учи на работи, да не еманципира. И затоа никако и мојата улога во сето тоа си ја вреднувам пошто некако си ја чувствувам како еманципаторска, односно како учителска, дека сум дел од проекти кои што екшели прават култура, кажуваат работи, мислам, даваат некакви пораки кои што се важни. И затоа мислам дека е многу важно за секој
за секој уметник да му е важна идејата на делото. Супер. И како македонска жена ти благодарам на тоа. Фала и што дојде и се гледаме после овој NDA кога ќе можеш да зборуваш нешто. Фала ти, Јована, многу добро си поминав. Баш ми е драго.